Во продолжение го најавуваме шестото издание на фестивалот Литера, фестивал за илустрација и литература за деца, кој што оваа година започнува на 15 мај, се до 18 ќе се случува во Младинскиот културен центар. Оваа година фокус на вниманието на фестивалот Литера е земјата Турција. Во продолжение со моите две гостинки, две прекрасни дами, зборуваме повеќе околу подробностите кога се работи за Литера. Гизем Гјозде Учар, авторка и илустраторка од Турција. Мераба, welcome in Слободен печат. Merhaba, thank you for having me. И Александра Тодоровиќ, лице за односи со јавност на фестивалот Литера. Добре дојдовте во Слободен печат. Добре ве најдов, пријатно е овде како и секогаш. Особено сега кога имаме да најавиме нешто навистина многу убаво и навистина ни е чест што не повикавте. Ајде да започнеме со тоа како е замислено отворањето на шестото издание на Литера. Што ќе се случува на 15 мај? На отварањето, еве сега вие официјално први, значи ќе слушнете дека ќе ни се обратат значајни имиња од турската заедница овде кај нас. И ќе биде навистина еден убав момент, затоа што на самото отварање ќе го прославиме значењето на Литера, како и нели низ текот на целиот фестивал, затоа што Литера е фестивал кој што, како што кажува и основачот, директорката Софија Семенпеева Трајановска, е почнат како еден ентузијастички проект, меѓутоа, еве, до турка и до шесто издание, и тоа секоја година Литера навистина е еден препознатлив бренд на веќе и на градот, затоа што носи пред се многу убави, многу интересни имиња од светот, од светот на културата и уметноста, литературата. И навистина ни е чест што имаме можност да пречекаме различни имиња, исто така и да им одадеме и почест на сите оние наши македонски автори и уметници кои што навистина многу ентузијастички трудат и творат, заради тоа што тоа го прават со огромна љубов и тоа е она што ги бодри и што ги бутка напред, а исто и нас, љубовта кон литературата и кон уметноста воопшто не бодри да станеме подобри од она што сме. Како што впрочем е и целата идеја на уметноста. Уметноста треба да не направи подобри луѓе. Затоа и основата на Литера е да го извадиме најдоброто, значи од се она што се творело и што се продуцирало нели во текот на изминатата година и да им го представиме пред се на најмладата публика, децата. Затоа што ако образуваме млади генерации на луѓе, на деца кои што знаат да издвојат што е навистина добро, што е уметност, што е кич, каква литература треба да читат, тогаш тоа ќе ги понатаму, од нив ќе стане луѓе кои што навистина многу полесно ќе се снаоѓаат во животот и ќе знаат да проценат многу брзо што е добро, што е лошо. Одлично, преку литературата дефинитивно се учиме да бидеме подобри луѓе, се согласувам комплетно. И сега шестото издание 4 дена вистинска забава и вистински предизвик за тоа каде треба децата да се најдат. Би сакала да појаснам, верувам дека веќе познати за нашата јавност, но можеби за оние кои што првпат слушаат, за која возраст се препорачува Литера, од која возраст дечиња можат да дојдат, и знам дека имате и работилни, имате, може ли накусо да пролистаме што се ќе се случува оваа година на Литера? Годинава програмата е уште побогата од сите претходни. Ќе има содржини буквално за сите. Почнувајќи од 3 до 93 години. Значи не е ограничена само за деца, ќе има програма и за возрастни и навистина ќе биде многу интересно и креативно и оригинално. Концепцијски целиот фестивал е направен по многу оригинална идеја. Тој концепт од година во година станува се поинтересен и позабавен, затоа што се збогатуваат содржините и се прави нешто што досега никој не го направил. Како, например, пред се, гостите кои што ни доаѓаат, ќе држат мастер класови, односно ќе ги учат нашите студенти и млади илустратори. Пред се ќе ми раскажат нивната приказна, како дошле нели до тоа што се сега денес, и ќе им покажат неколку техники нели во однос на тоа што го работат, што е навистина многу добро.
Потоа исто така ќе имаме разговор со авторката која што ни доаѓа од Турција, Зейнеп Севде. Таа е исто преведена овде, нели, кај нас, има една книга за деца напишано и преведено овде. Ќе имаме работилници од различен тип, ќе имаме работилници за правење на сликовници, за процесот на правење сликовници, како се прават, ќе се работи во тимови. Ќе имаме работилници за малку поголеми деца кои што ќе цртаат тивка книга. Сите што сакаат да знаат што е тоа, нека повелат, нека дојдат. Сега ќе прашав, ама ќе дознам на литера. Ете така, баш така. Исто така ни доаѓа и Серхат Албамија, тој е исто така еден илустратор од Турција, кој што ќе има исто мастер-клас во креативниот корнер на МКЦ, ќе има многу промоции на многу книги за деца. За прв пат ќе имаме саем на литература. Добро, во ред. Ако може да, подосна. Секако подосна. И сакав да кажам дека ќе имаме една интересна оф програма која што ќе се случува во четврток на 16-ти. Нема да кажам со кој. Меѓутоа, навистина ќе биде интересно. Тоа е наменета за возрастни. И кој сака нека повели, нека дојде, затоа што ветуваме пред се одлична забава и исто така морам да потенцирам дека Литера е фестивал кој што им нуди на децата и на родителите бесплатни, значи, работилници и навистина е голема штета ако тоа родителите и сите останати педагози, училишта, градинки не го препознаат тоа и не искористат можноста. Има така организирано преку училишта? Сте воспоставиле таква комуникација со училиштата? Училиштата, јас сметам дека училиштата и градинките треба самите да не побараат. Ние секако, значи, одржуваме комуникација, меѓутоа кога се случува вакво нешто, од особен интерес е самите да покажат интерес и да дојдат. Затоа што сепак ова е нешто што се случува еднаш во годината и е навистина целосно бесплатно. Така што јас мислам дека од сите очекувам голема поддршка и посетеност, затоа што ова е нешто што не знам каде би можеле на друго место да го искусат. А ако не ги носат децата од мали нозе на вакви работи, на ваков тип на манифестации, тие нема да знаат војнина да се однесуваат на вакви настани. Да, ова е прв ваков фестивал и единствен од ваков тип и навистина прекрасна можност во Македонија. Споменавте дека имате прекрасни гости. Имаме чест и задоволство во Слободен печат да имаме една таква гостинка која што ни доаѓа од Турција. Gizem, are you first time in Macedonia? Yes, it's my first time here. Do you like Skopje? Do you see Skopje? I haven't seen Skopje yet. I've been to Matka and it was wonderful. I loved it. You see Matka? Yes, it was beautiful. Okay, what do you do in Matka? I've been there for 3 weeks and I enjoyed the scenery. I did some kayaking, hiking. It was beautiful. Because you have a master class, таа има master class во рамките на програмата на Литера оваа година. What have you prepared for the children who will attend your master class? I'm going to talk a little bit about my own art journey, and then I'm going to show how to translate an idea into a picture book, how to write and illustrate a picture book. It's difficult to tell that for children. It's difficult to write a picture book for children. Yes. I think it is difficult, but it is also very rewarding. It's beautiful because even though it's beautiful, it is very hard to do because you have to use like so little words, just not many sentences. So you have to be on point. How many? Да? Може ли јас да прашам нешто сега што ми дојде, што ми текна? Do you have to be a child to make this kind of books? Do you have to feel like a child? That is a beautiful question. I think so. I think you have to have a point of view of a child in a way. You have to have your inner child still active to just reject that bag, reflect that bag. И јас ќе ги поканам гледачите да ја најдат на YouTube, бидејќи јас имав прилика да го погледнам YouTube-от на Gizem Gözde Ucar и да видите навистина колку таа всушност го има детето во себе. Ова е една нејзина книга која што ја имаме. How many books have you written for children? I have written 2 books that I have wrote and illustrated. Into which languages your books are translated? They're only in Turkish.
they will be in English, hopefully, and hopefully Macedonian. Yes, we will be very happy if we have your books in Macedonian. For illustration, we don't need translations. Yeah. Yes, and please, can you describe to us your beginning in this job? How did you enter into the world of children illustration? I was illustrating from my childhood. I was drawing like every child. But then I also like story writing, and I wanted to combine these two. I wanted to illustrate and write at the same time. And for picture books, that's the perfect match. So I wanted to tell these stories to children. Супер, одлично. Сите оние деца кои што сакаат да ја запознаат, ќе имаат можност и прилика да ја запознаат кога ќе се одржи мастер-класот на мастер-класот со Гизем ќе се одржи во четврток на 16 мај со почеток од 10 часот во креативниот корнер на МКЦ. Одлично. Одлично целата програма, бидејќи можеби не можат да запамтат сега сите гледачи што не гледаат. На Литера ќе ги поканиме, на Литера на вашите социјални мрежи. Така, имаме поставено веќе програмата, сите можат да се информираат, секојдневно имаме многу објави околу се што ќе се случува, така што ги повикувам сите да не следат и да си одберат на што ќе ни дојдат. Споменавме дека оваа година е Турција во фокусот на вниманието, тоа значи дека бројни гости од Турција, а мотото ви е многу интересно, летаме заедно. Каква порака сакате да испратите со ова мото? Со ова мото испраќаме порака дека само со литературата, со културата, со уметноста може да летаме горе високо и од таа перспектива да ги гледаме работите што се случуваат, затоа што само ако доволно се образуваш, читаш, можеш да се издигнеш на едно ниво доволно високо кое што ќе ти даде можност да ги понатаму во животот да ги гледаш работите. Одлично. Многу ми се допадна и постерот. Ќе ги замолам од режија доколку може уште еднаш да го погледнеме токму тој постер летаме заедно и како книгите всушност ни помагаат да летаме заедно. Потписник за може да споменеме. Така, секако е Наташа Андонова. Таа го направи плакатот за годинешната Литера, бидејќи таа беше лани добитник на наградата за илустрација. И тоа некако ќе ни стане и во пракса, нели? Тој што ќе да речеме ќе добие награда, следната година може нели ќе се организира изложба, исто Наташа Андонова ќе има изложба во склоп на Литера. И така што освен нели покрај Наташа изложба ќе има и Гизем, ќе има и Серхат и ќе има и Мурат. Да. Gizem, what is your opinion about the poster of Litera? I think it's very beautiful because it is very energetic and it conveys the message very perfectly. Океј. Значи ќе имаат можност и секоја година всушност на Литера посетителите имаат можност да проследат и изложби. Станавте некако препознатливи по тие изложби. Што е она што е карактеристично сајмот за литература за деца? Сакам да го ставиме како фокус бидејќи ви е прв пат да се случува сајм за литература на деца. Многу интересна идеја. Што всушност ќе значи ова? Так, ова е почеток, значи на целата таа идеја. Сега за сега со тоа што се надеваме дека во иднина ќе се развива уште повеќе. Идејата ни беше на едно место да ги донесеме издавачите, нели со изданијата, авторите, нормално и илустраторите, сите оние кои што стојат зад процесот на издавање на книги за деца. И на едно место сите да имаат можност да се запознаат нели со нивните омилени автори, илустратори, нели да си разменат по некој збор. Тоа е идејата. Значи, тоа е идејата на фестивалот, нели на едно место да ги собере сите тие луѓе кои што се многу важни во чинители на детската литература. Да, апсолутно. Всушност во сајмот на книга кој што секоја година се одржува, имаме нели делови каде што се одржуваат промоции на детска литература, но некако во тоа море од многу книги не е толку се забележува. Вие сакате да направите еден мини сајм, така можам да го кажам мини сајм на книга. Да, мини сајм затоа што тука фокус ќе биде нели детската, односно литературата за деца, затоа што сметам дека треба да и се даде многу поголемо значење, особено затоа што во последно време навистина се пишува многу, навистина имаме многу квалитетни автори и илустратори кои што тоа го работат, како што кажав претходно, со голем ентузијазам и труд. Меѓутоа и покрај се тие продолжуваат тоа да го прават и постојано доаѓаат и нови имиња на таа сцена
кои што навистина прават нешто што е особено значајно и кое што ќе ги надживе, затоа што сите оние кои што се занимаваат со различен тип на уметност го прават тоа за да остават нешто што понатаму ќе ги надживее. Затоа и впрочем и културата, затоа што таа во иднина ќе биде културно наследство и така и ќе се интерпретира на некоја си следна манифестација. Сашка, апсолутно се согласувам дека е зголемен бројот на автори на детска литература и илустратори кај нас. Чинам дека можеби токму и овие настани како литера ги инспирираат и новите генерации да почнат да пишуваат и да покажат дека знаат да нацртат убав цртеж за децата, бидејќи илустрацијата е навистина многу важна во детскиот свет. Апсолутно. Колку што е важен зборот, толку е важна илустрацијата. Јас чинам уште како дете ги паметам тие од браќата Грим, нели, тие сликовници како биле насликани. Да, секако. И тие се вмрежуваат. А меѓутоа секоја различна генерација нели си носи некој различен стил, техника на цртање со кој што децата се врзуваат. Тоа е под влијание на сите останати медиуми, нели? Затоа што сега јас колку што можам да забележам, сите илустрации се со голема експресија на Тим Бартон expressions, yes, and it's very in nowadays, I suppose. Затоа и сметам дека на тој начин се прават со едноставни линии, меѓутоа тие се најверојатно, нели, по проценка, нели, на тие што го работат, најдобро кореспондираат со таа публика и заради тоа, нели, одат во тој правец. И како што можеме да забележиме во книгата на Гизем, нема премногу илустрации на една слика, заради тоа што за да може едно око на мало дете да го фати во фокус и да го запомни. Тоа е идејата. Да, ова е всушност од 2 години до 5 години, колку што паметам, мислам дека спомена ова е книга за помали деца. Верувам дека наскоро ќе ја добиеме и на македонски јазик. Прекрасни дами, ви благодарам што бевте дел од Слободен печат. Thank you for your time. Thank you so much. Ни беше многу мило. За самиот крај ќе посакам успешно издание на Литера и да траете уште долго, да славиме многу јубилеи. И јас исто се надевам и уште еднаш да ги повикаме, значи вашите гледачи да повелат да дојдат на Литера во поголем број, со тоа ни даваат и нас поддршка, меѓутоа и сила за да продолжиме понатаму. Од 15 до 18 Младинскиот културен центар, вратите на Младинскиот културен центар се отворени за сите кои што се љубители на овој настан. Во продолжение останете и понатаму со Слободен печат.